Го снема сончевото време, крахираше енергетскиот систем. Најавите дека ќе се задоволат потребите на малите потрошувачи и домакинства со домашно производство, со тоа што ќе се стават сите капацитети во функција, паѓаат во вода. Исклучен од мрежа поради ремонт е ТЕЦ Осломе, а поради дефект на трансформаторот и ТЕЦ Неготино. Третиот блок на РЕК Битола уште не проработе поради комплициран транспорт на трансформаторот. Наместо домашно производство, ЕСМ за една недела ќе потроши над 8 милиони евра за набавка на електрична енергија, а владата покрај уверувања дека се ќе биде во ред, сега прави маркетиншки трекови, па секој ден популистички кажува колку струја произвеле државните електрани. Во текот на вчерашниот ден, половина од струјата е увезена. Ама министерот за економија не пропушти да се пофали дека функционирал неговиот план за штедење. Во државните институции се заштедило 24% електрична енергија минатиот месец. Значи ем штедиме, ем купуваме. Бектеши уверува дека сите капацитети ќе бидат ставени во функција кога ќе се зголемела потрошувачката. ТЕЦ Неготино конкретно не бил во функција зашто било поскапо да се набавува мазут за да проработи отколку да увезува струја. Навремено не набавивме енергенси, па сега владата преку виши сили чека да падне цената на берза за да го вклучи ТЕЦ Неготино во мрежа. Да даде Господ да се намалат цените на дериватите за да биде поекономски исплатливо да работи ТЕЦ Неготино, секако веднаш ќе се вклучи во мрежа и ТЕЦ Неготино. Можем само да им кажам на граѓаните, на компаниите да бидат спокојни. Во Северна Македонија све е речиси под контрола. Неизвестноста и во испораката на топлинска енергија. Газ има за уште 8 дена, што од 1 декември се уште не се знае. Топланите исток и запад се подготвуваат за работа за дизел, што всушност може да биде алтернатива само доколку нема газ, а не доколку цената е скапа. До крајот на овој месец се обезбедени сите количини на природен газ за тие да работат само на природен газ. Во законот е предвиден треба да имаш алтернативно гориво за производство на топлинска енергија. А тоа може да биде мазут, може да биде дизел. Но, кога ќе се користи тоа, секако дека треба да се зачуват процедурите во државата и согласно лиценцата да се стават во функција, ако е потребно. За нас, приоритет е да не се воведеме во таква ситуација, за треба да користиме алтернативно гориво за исток и за запад. Дека струја и грејење ќе има за секој еден граѓанин стана како мото на владата, ама никако да слушнаме конкретни чекори. Министерот за економија најави нови мерки, ама од 1 јануари, кои главно ќе биле насочени за граѓаните и компаниите кои се на регулиран пазар како мали потрошувачи.